Гледате со затворениве листи, се е по закон, се е по пропис и нема никаква реакција ниту од антикорупцијска комисија, нити од некоја друга служба државна дека имало некои неправилности, се е во ред на хартија и одиме натаму. Тоа е само доказ дека државата е максимално заробена, под максимална контрола и дека никој не сме ни збор да каже, па дури ни обвинителството не сме да покрене никаква постапка и покрај тоа што имаше евидентно многу злоупотреби што во живо онлайн беа пренесувани како огромни, да кажам, цела војска од полиција и инспектори оди од куќа на куќа или од фирма на фирма. Тоа беше во крива паланка, беше пред избори во Росоман, сега мислам дека беше за вториот круг. А исто така јавно се кажа дека кандидатите од Македонски Брод и од Могила беа дури и лично и семејно и професионално секако имаа закани за да иако беа влезени во вториот круг да се откажат од вториот круг и ти тоа јавно го направија. Тоа беше таква срамота за нашиот изборен процес. Во Карпов се даваше брашно и сен да не зборувам. Да. Дали има некаква пријава? Дали има пријава, ама нема никаква реакција сега. Практично како да не се случило. Така да што да кажам, значи сите тие изборни измами се мизерни кои се случуваат сега и затоа да не одиме од случај во случај, јас бидел на тоа да се инсистира подитно да се уведат отворените листи во Македонија и со тоа да се избегнат сите можности за вакви и слични појави на избори.